Англија 1:1, полувреме 1:0. Добар надпревар, возбудлив, полн надпревар со многу фудбалски елементи и она што сепак е најважно, она за кое се игра фудбалот. Убав бод на Македонија, големо реми против англичаните и тоа сосема заслужено во една машка борба. Нашите репрезентативци успеа да останат непоразени, а малку фалеше во 88-та минута преку Серафимов, кој добро скокна на нафрлена топка, ја запати топката со глава и само неколку сантиметри истата профуче на стативата на англискиот голман. Реков, ова беше содржаен надпревар со еден пенал за Македонија, оправдано досуден по ВАР системот, со уште една ситуација за ВАР системот, кога Грилиш во 44-та минута постигна гол и издржи на 1:1, но словашкиот судија Филип Глава одлучи, доби сигнал од ВАР собата, одлучи да го гледа ВАР системот и според наше видување сосема оправдано го понушти овој гол. Рековме, Македонија дојде во водство во 41-та минута, кога по една ситуација од Спарсовата беше сигнализирано да се гледа овај момент, а главниот судија на општа радост на полната арена Тодор Проевски досуди пенал за Македонија. Барди во првиот обид не успеа да го слобода англискиот голман Пикфорд, кој успеа да го прочита неговиот удар, ја погоди страната, меѓутоа нашиот искусен репрезентативец натрча добиената топка и рутинирано ја спроведе во мрежата. Тоа беше голема радост, убаво водство, 1:0 за Македонија, резултат со кој се заврши првото полувреме. Во вторите 45 минути селекторот Милински направи по наше видување добра тактичка мамка за англичаните, ги остави да играат и успешно одолеваше на нивните напади. Меѓутоа, во 58-та минута навистина се случи еден момент, еден раритет кој долго ќе се прераскажува и ќе остане запишан на ова скопска трева како нешто што ретко се гледа. Англискиот селектор Саутгейт се одлучи на измена. Во игла влезе Кейн. Реков се играше 58-та минута и привлегувањето Кейн дојде во 16-тикот на Македонија. Овде имаше едно ремплање, едно чување човек на човек од нашиот Јани Атанасов, но Кейн некако како итра лисица на нему својствен начин успеа некако да се протне, да побегне и во првиот допир со топката постигна гол и издржи 1:1. Значи, навистина, за одбележување со самото влегување на играта во прекина игра, кога се изведуваше слободен удар за Англија, успеа да втрча, успеа да им избега на нашите одбранени фудбалери и со тоа ја покажа навистина својата голема фудбалска вредност на фудбалскиот пазар. Реков, тоа беше 1:1, резултат постигнат во 58-та минута. До крајот се играше отворено од страна на англичаните, нашите малку се повлекоа, меѓутоа успешно одолеваа предводени од феноменалниот голман Столе Димитриевски, кој диктираше со одбраната и успеа после овој удар на Кейн, после овој постигна гол, да ја сочува својата мрежа и така да предизвика мал делириум, убава атмосфера, радост и аплаузи од преполните трибини на арената Тодор Проевски на овој убав стадион, во овој убав амбиент. Македонија освои еден бод, им скина 2 бода на англичаните и сепак ги задоволи вкусовите на овие љубители на фудбалот, кои дојде овде и уште еднаш покажаа дека македонците го сакаат фудбалот, ја сакаат својата репрезентација без оглед на сите проблеми во и околу неа, знаат да навиваат, знаат да поддржат и на крај апсолутно да ги наградат фудбалерите и да се радуваат нова реми против Англија во последниот надпревар од квалификациите за Европското фудбалско првенство Германија 2024 година. Цена се бод за Македонија против Англија 1:1, полувреме 1:0, стрелци Барди од одбиена топка после изведениот пенал и рековме Хари Кейн по самото влегување во играта со првиот допир на топката успеа да издржи 1:1.
Mijal Dorgutov od Arena Todor Projevski za produkcija Skok.
и со мало кусо одјавување. Ова се англичаните, ова се англиските навивачи кои и при неуспех на нивниот тим, а ремито за нив е неуспех, знаат да се радуваат, знаат да пеат, знаат да навиваат. Тоа е малку пандан и за нашите навивачи кои денеска навистина има блескави моменти, она светликава атмосфера со вклучените мобилни телефони, сигурно ќе го обиколи фудбалскиот свет во Европа, ќе остане таа слика запаметена како нешто феноменално, нешто добро кое се случи на арената Тодор Проевски. Македонија изигра реми со Англија 1:1, а долу на реновираната трева ги гледаме англиските репрезентативци, оние од клупата кои го одработуваат она што не им беше овозможено да го изиграат во 90 фудбалски минути.